Актуелната власт 7 година преку различни методи и злоупотреби се обидува на дрзок и брутален начин да се пресмета со политичките неистомисленици. Еден од тие методи е за жал илустрацијата. Првичниот меѓупартиски консензус за усвојување на законот и спроведување на неселективен процес на лустрација ВМРО-ДПМН целосно го наруши. Откако Уставниот суд укина дел од одредбите на законот, владеачкото мнозинство предложи и изгласа законски измени кои се повторно спротивни на Уставот и ги загрозуваат човековите слободи и права и владењето на правото. Тоа го потврди и Венецијанската комисија, која во своето мислење јасно посочи дека целокупниот процес на лустрација се злоупотребува за политичка одмазда и ги наведе сите спорни законски одредби за кои треба повторно да се изјасни Уставниот суд. Додека некои јавни личности мачат да се изборат за сопствената правда и да го обелат сопствениот и образот на своите семејства, некои други, само заради тоа што се блиски до власта, експресно добиваа уверенија од државните органи дека не биле соработници на службите. Ваквите постапки не придонесуваа да се создаде атмосфера во која граѓаните ќе веруваат во искреноста на процесот на лустрација. ВМРО-ДПМН го узурпира председателското место во Комисијата за лустрација преку противзаконското држење на нивниот извршител Томе Аџиев, по секоја цена на функцијата, иако неговиот мандат е одамна истечен. Дополнително, по налог на Томе Аџиев, беа објавувани досиеа на одредени лица на веб страницата на комисијата, заедно со документи со назнака строго доверливо, кои се однесуваат за временски период после 2006 година. Временски период кој не е опфатен дури ни со последниот закон за лустрација донесен од страна на владеачкото мнозинство. Заради тоа, ние основано се сомневаме дека тој ги надминал своите службени овластувања, со што нанел значителна штета на државните интереси и безбедноста на Република Македонија. Затоа денес објавуваме дека СДСМ до јавното обвинителство поднесува кривична пријава против Томе Аџиев за злоупотреба на службена положба и овластување и оддавање на службена тајна. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да ја процесуира оваа пријава за да се спречи дополнителна штета за Република Македонија и за граѓаните од спроведувањето на политичкиот прогон преку неуставната лустрација.